и сопругата. Почитувани гледачи, добро вечер и добредојдовте во емисијата Арена. По двомесечна пауза, мислам, си одеа во четвртоците, нели, премиерни изданија на одредени емисии, меѓутоа по двомесечна пауза повторно сме во студијето на телевизија Сонце и повторно се држиме со нашите гости во вашата омилена емисија. Почна фудбал, игравме ракомет, игравме и кошарка и така натаму, и тоа се спортови во кои што често пати имаме гости и разговараме за нив. Овој пат ќе се обрнеме на еден сосема друга дисциплина. Не попусто ја викаат кралица на спортовите, меѓутоа веќе погодите се работи за атлетиката, а мој вечерашен гостин е вака ќе ви го представам. Значи, основач на Полицискиот атлетски клуб 7 мај, завршил војна академија во Белград, член на атлетски клуб Партизан. Во Брегалница се вратил како член на атлетскиот клуб, па потоа во работнички. Во 72 година завршил Висша школа за физичка култура во Скопје. Се бави паралелно, реков, со тренерска работа во атлетски клуб работнички. Поранешен атлетичар на долги патеки 3000 метри стиплчес, 5000 метри, 10.000 метри, 15.000 метри. Станува рекордер на Македонија. Рекордот на Македонија на 3000 метри стиплчес и 15.000 метри се уште трае, бил репрезентативец на Македонија во крос. Тренер на атлетски клуб работнички подоцна на 7 мај. Секој има тренирано, да не одолговлекувам премногу, преку 300 македонски рекорди неговите атлетичари имаат освоено. И во Македонија и репрезентативци на Југославија, ќе спомена само некој: Лидија Симоновска, Фрлања Копи, Елизабета Божиновска, Исмаил Мачев, добро ги знаете. Понатаму Ивана Розман, Александра Војнеска, актуелната претседателка на Атлетската федерација на Македонија, Кристијан Ефремов и така натаму и така натаму. На Олимписки игри во 2004 година со Александра Војнеска на 100 метри, во 2008 година во Пекинг со Ивана Розман на 100 метри и во 2012 година во Лондон со Кристијан Ефремов на 400 метри. Денеска мојот вечерашен гостин е тренер на атлетичари кои постигнуваат резултати. Понатаму Брајан, неговите атлетичари во минатата година, Брајан Авис и Јумна Фетаху, и оваа година Сара Османовски и Брајан Авија. Прогласени се за најдобри атлетичари во Македонија во своите категории. Што би ви кажа друго, добитник е на 13-та ноемврска награда на град Скопје, него стави 25 мајската награда на Македонија, на 8 септемврска награда исто така, собрание на град Скопје. На Македонија. Да, собранието на Македонија, се извинувам. Да, пишува, тоа беше нека и затоа малку го прескокнав. Значи, накратко, мој вечерашен гостин е собственикот на се ова што го прочитав до сега, господинот Ѓорѓи Вучков. Господине Вучков, добре дојдовте во Арена. Добро ве најдов. Нешто не прескокнав, се отприлика прочитав малку на брзина, меѓутоа ако почнеме да го зборувам на памет, нешто ќе прескокне, вака бе подобро. Ама и тоа е кратко циви, има многу да се каже. Па претпоставувам, да. Па веќе 77 години сум, а тренер сум 55 години. За тие 55 години не може се каже на еден лист страница. Така, многу интересно што ако 55 години се бавите со атлетика и вашите рекорди, веќе што прочитавме, стиплчес 3000 метри, стиплчес и 15.000 метри, се уште рекорди. Каде е атлетиката во Македонија сега? Па, каде? Тука е, меѓутоа резултатите не се како што треба да видат. Нормално, светот оди напред, атлетиката како спорт исто така оди напред, границите се поместуваат. Кај нас има во некои дисциплини, меѓутоа тоа е малку. Треба поголема масовност и поголеми за да можат сите дисциплини да се развијат. Не само ќе се појави некој талентиран атлетичар и ќе направи добри резултати и сето тоа, ама тоа е случајност. Не е тоа системска работа, не е тоа да го имаме. Ние да решиме во сите дисциплини да одиме напред. Ние имаме напредок на долгите патеки. Се појави Дарио Ивановски. После имаме една маратонка која што исто така
има добри резултати, порано не сме ги имале потоа, ајде да ги спомнаме уште овие што ги имаме. Јован Стојовски, меѓутоа тој живее во Белград и има добри резултати направени благодарение што има други услови за тренирање тамо. Преку зима цело време, има сала за тренирање. Андреа Страјковски, скоку далечина, исто го направи рекордот на Македонија 7.92. Тоа е исто добар резултат. Меѓутоа тој исто тренира во Стокхолм, во Копенхаген, во Данска. И таму има подобри услови него ние овдека за да можеме да напредуваме. Така да има Падрита Исламин, да не ја заборавам, македонска рекордерка на 400 пречки. И тие се неколку атлетичари на прсти може да се изборат кои што постигнуваат во денешно време добри резултати. Имам некои млади у кои ако би се финансирало и би можело да направат исто така добро. Што значи кога би се финансирало во нив или воопшто во атлетиката? Па и во нив, меѓутоа и основните услови за тренирање треба да се подобрат, да речеме. Јас имам најдобар атлетичар Брајан Авија, кој е 2007 годиште, детето нема уште 18 години наполнето, веќе беше на две европски олимписки денови кои што ќе се оваа година ќе се држат во Скопје. Ние бевме со него 2 пати минатата година во Марибор, пред таа година бевме во Бањска Бистрица, каде што влезе во финале на 100 метра скоку височина и скоку далечина. Меѓутоа имаме и други. Јумна Фетаков во сфрлање ѓуле диско ги подобри рекордите. Меѓутоа немаме услови што Брајан Авија цело зима нема од есента нема скокано во височина и удалечина. Нема на стадионот во Скопје работи до 3,5 работното време на стадионот, видејќи тоа на владата на Македонија, а учениците се до 2 училиште и која ќе дојдат, плюс тоа преку зима не можеш да тренираш, песокот замрзнат, стегнат, не можеш да скокаш. Душеците се под трибина ставени, нема каде. Нема каде ги издеш. Нема каде. И цела зима нема тренирање. И сега отидовме на Балкански игри во Софија, во сала, скока во далечина, височина, и резултатите му се послаби него од лани, а би требало да оди секојаш напред. Меѓутоа такви не се условите сега. До сега вака, сега да видиме, ајде ова влада може би ќе ни помогне нешто да добиеме стадионот да ни биде на располагање подолго време да можеме. Добро, ме интересира. Предпоставувам дека како Атлетска федерација, имате ли вие состаноци во Атлетската федерација? На оваа тема разговарате ли? Атлетската федерација си има состаноци, извршниот одбор си има состаноци, програмата што е зацртана си ја реализира. Меѓутоа околу условите овие собликувални нема. Ние мисле на именка што е тоа собликувална, што е тоа туширање после тренинг. А тоа е основната работа. Ако ти немаш куќа, ако си бездомник, како можеш да се фалиш дека живееш добро и можеш да водиш напред? Па нема, ни еден клуб во Македонија нема собликувални, да ви кажам. На стадионот се соблакат летно време под трибините доле, под трибините и зимно време. И никогаш не се тушираат децата. Јако стално го кажам кој ќе има на телевизија, една девојка дошла летно време на тренинг, се испотела. И така испотена треба да влезе во автобус, да оди до дома, да мирисе на пот. Се срамат и не сака да тренират. Не личи и не сака да тренират. Затоа нема собликувални. Па јас да ви кажам, 70-тите години, 71-а, 72-а, ние имаме собликувални на старата трибина на стадионот, или сега арена Тоше Проевски, што ја викаме. Имаме собликувални, имавме тушеви. Се туширавме тогаш. Јас кога сум тренер атлетик. Пази, тоа 19 век беше, сега сме веќе на прагот на 22 век, уште ние немаме собликувални. И тоа е стварно за жалење. Добро, друга работа, споменавте дека Атлетската федерација, јас користам прилика сега и се надевам дека лично ќе стапам во контакт со Александра Војнска, како председател на Атлетската федерација, да повикам емисијава да поразговараме на таа тема. Меѓутоа, споменавте вие дека управниот одбор ги
си ги врши своите работи и реализира својата агенда. Ја не знам која би била поактуелна работа на управниот одбор отколку да обезбеди услови за атлетиката. На таа тема дали разговарате вие со федерацијата? Па вие како тренери? Ние стално се жалиме тренерите за условите за тренирање. Времето прво времето не ни одговара. Стадионот порано во социјализмот, кога јас сум тренирал, Так. стадионот работеше сабота и недела. И можеме ученици и студенти кои не се настава во сабота и недела да тренираат. Сега не. Сега стадионот работи во работни денови од 8 до 15:30 часот. Дека им трае работното време на овојот поик. Така. Пошто е поднивно. Пошто е поднивно раководство и така е. И сега е стално летно време пак некако бараме да ни се продолжи, па ни се продолжува по некојаш летно време. Меѓутоа сега овие зимските месеци, а резултатите според мене се прават преку зима. Подготвителниот период е. Ти ако немаш база, ако немаш основа, не можеш да правиш резултат. А овие зимските, па и пролетните, до 3:30, во 15:30 до 3:30 работи стадионот. И после тоа мораме да излеземе надвор. Фала Богу пак што направи Шилегов една патека во парк. Трим патеката што. Па таму тренираме. Во саботите, неделите, кога има народ, вака кучиња, велосипеди, ќе се затаче спринт, таму може да работиме. Меѓутоа не мора, у парк не може да тренираме сколку височина, сколку далечина, фрлање ѓуле, фрлање копје, фрлање диск. Така да за долги патеки и за спринт може нешто. Меѓутоа и тоа не е добро, затоа што... Ама не може ништо, не е местото таму. На клупа врне, ќе заврне летно време, знаете, ќе се здаде облак, почне да паѓа дожд, мокри како глувци. И тоа е тоа. Добре, што ви одговарат од федерацијата? Ма федерацијата не може тука ништо да направи. Федерацијата си има тоа разговарано, меѓутоа треба да си има некои разбирање поголемо со ПУИК или пак да речеме со владата треба да му каже на предпријатието, слушайте, отворете ги сабота и недела вратите на стадионот, нека видат, нека си направат ред кој ќе оде еден дежурен во сабота и недела, па други денови. А зашто да не е цел ден? Па цел ден, па цел ден да биде. Меѓутоа, ако е на работа, па може да му дадат друг ден, слободен ден да си довие, како што и во многу фирми. Ама каква врска има тоа? Значи си има луѓе кои се вработени таму нека идат во 2 смени. И така. Може. Значи има 2 смени или стадионот мора да работи на крајот на краиштата, тој се е правен од самопридомес колку што јас се сеќавам. Па не знам. Значи цела народот одвојуваше пари, па се изгради до некаде, потоа се доврши со средства од владата. Да, тоа треба да се реши тоа прашање. Се надевам сега со новиот министер за спорт Борко Ристевски дека нешто ќе помогне околу таа работа да ни се овозможи да може децата се до 1,5 до 2 се у школу. И сега ако учи во Ѓорче, а живее, не знам, во аеродром, дојка да си отиде со автобус, да земе опрема, да дојде и нема шанса, а до 3,5 треба да биде на стадион. И не може да тренираат. Добро, а како е масовноста од прилика? Слабо. И покрај слабо. Масовноста е слаба многу. Нема тоа што беше порано. Кога имавме и тие ТВ кросеви и во училишен спорт, кога имавме тие олимписки игри за мали олимписки игри, тогаш можеше да се најде дете талентирано на тие да превери да откриеш, ја така сум ја открил сопругата Елизавета Божиновска. Да, не го кажавме во најавата. Не го кажавте, добро, нема да ќе кажам дека на 7 оделение беше и победи таму на 60 метри, така разговор со татко и може ли да сакаш ли да тренираш, сакаш со родителите и почна. И многу деца така сум открил. А сега и има пак некои школски надпревари во атлетика, меѓутоа знаете како, победуваат деца кои што се во процес на тренирање. Од фудбал, од кошарка, ракомет, тие уште од мали тренираат фудбал и кој ќе дојде наставник кој ќе го земе да му носи поени, бодови за школото и тој ќе победи таму или први, втори, трети, пети. И ти не можеш да земеш од фудбалер, не можеш да го отргнеш. Фудбалот е популарен и сите сакаат да играат фудбал или кошарка или ракомет, а атлетиката е тежок спорт. Некои викат лесно. Не е лесно. Добро, се познава некој дете надарено за атлетика? Еве, има некакви надпревари и велите дека
некој дете кој што тренира фудбал во тренажен процес и така натаму нормално дека ќе им избега, да кажеме, на 100 метри, ако се трчи. Меѓутоа, да го почувствува да на второто, третото детенце дека може да го биде, се чувствува ли тоа? Се чувствува, како не. Добар тренер ќе го примети тоа. Ја прво кога има кросови, ако ги гледам, ја првите не ги гледам, ја го гледам тој трети, четврти, пети, и по техниката на трчањето и по сето тоа, затоа што знам првиот кој ќе прашам ти што тренираш фудбал, ти што тренираш ако и не ми треба тако, ми треба некој што бил пети, шести од таму, така ги можеш да доеш до некое дете. Меѓутоа кажувам, атлетиката не е популарна кај нас сега. Ја на времето беше популарна, на времето немаше овие електронските медиуми, имаше само печатени медиуми. И ние секогаш, после секој надпревар, јас исто како новинар сум работел у Вечер Нова Македонија, после секој надпревар ќе ги земам прво сите три првопласирани од државните првенства, одам, седнам на машина, чукам во Вечер Нова Македонија, ќе ги дадам резултатите, уредникот ќе му стави наслов и се објавува и се читаше сега. Погледнете на телевизија, баш кој ден беше, гледам нешто и кажуваат за спортот, за млади, и воопшто атлетиката не ја спомна како базичен спорт. А без атлетиката е базичен спорт. Пливањето, атлетиката, гимнастиката, тоа се кај што се развиваат движењата кај младите деца, кај што се. Иначе има, вие гледате, има фудбалери, ќе видите некои како Ристо Глигоровски од Прилеп, кога трчаше со раците награди. Да. Не школувано дете бил. Разбирате, такви и сега ќе сретнеме такви спортисти кои што не знаат да трчат природно, а додека во атлетиката тоа се учи. Прво што се учи прво движењата, за трчање, движење на раце, на нозе, координација на движење, разни вежби преку пречки, преку она ги правиме за да се развива координацијата кај децата на движење и така. Каде тренирате вие како клуб? Па кај тренираме? Нешто така во парк? У парк највише, најповеќе во парк, затоа што немаме собликувалник. Кога ќе дојдеш на стадион, влезеш внатре, децата, ако дошло некое, се соблакат доле по трибините, ќе завршиме со тренинг, ќе ме почнат вработените, вика, ајде Вучков, ајде, 3,5... Треба дома да седим. Нормално, и сега ја не се љутам на нив, знаете, меѓутоа работно време треба да се согласи за младите. Таа атлетска патека што е направена... Па не е таа за фудбалерите? Па да, за атлетика и треба да се рационално да се користи. Зошто? После толку години почне да се упропастува, а не искористена... Тоа сега тоа ми беше стадна патека, ја гледам ова на Лужники, ја свој терен позади нашата сценографијата. Па гледам одличен терен, фантастичен терен, кој што бил знае. Како е тата патеката на градскиот стадион? Ја како градски стадион на арената што пред. Видете, атлетската патека беше добра, меѓутоа со години, колку години е веќе направена и времето ја јади. Па таму се организираат разни митинзи, концерти, па ставаат на патеката бини, трива, и тоа полека се оштетува и се прават и дупки некои веќе. И она имаше лиценца за на која може да се одржават меѓународни големи меѓународни надпревари. А веќе таа лиценца веќе не истече сега, а ќе се прави олимписки игри за млади, или што се вика европски олимписки игри за млади, ги викаме, нели? И фестивал го викат. Кога треба да биде? Тоа е во 25, 26, 27, 28 јули. Така. Тоа ќе се одржи тука во Скопје и ја не знам како атлетската патека без лиценца, дали воопште ќе треба пак да дојдат од Олимпискиот комитет европски да видат за патеката, за ова, мислам не само тоа, за сите спортови треба. Таа може да се поправи, значи не. Па нема, да треба да се поправи, меѓутоа знаете што? Ја викам, шанса беше сега кој се држи ти олимписки фестивал. За секој голем надпревар ти мора да имаш покрај главниот стадион кај се држат надпреварите и помошен. Помошниот стадион што е? За загревање,
за спринтови, за стартови, за скокови далечина, за скокови височина, за фрлање ѓуле, копија, диски и така натака, се да си пробат пред да влезат на стадионот на надпревар, тоа се таму. А тука до нас ние се го користиме воениот стадион сега кој имаме надпревари само за фрлачките дисциплини таму на стадионот. Воопште не ни до сега никогаш не сме фрлале, не сме имале надпревар да фрламе ѓуле или копија или диск на стадион не? Не ни е дозволено. Не ни се дозволува затоа што ќе се оштетил ваму таму. Како не се оштетува у Михин, како не се оштетува во Париз, не знам кај што играат по големи фудбалски клубови него нашиве, меѓутоа таква ние државата, такво ние тоа да го правиме. Значи системски требаше да се менува. Не, зборот ми беше друго, сакав да кажам. Воениот стадион, прво загревањето таму се отвара вратата, таму влегуваат спортистите, ако за 100 метра ги носи судија за 100 метра. Тоа е помошен терен да биде. Шансата беше сега да се направи таму атлетска патека имаше на времето. Меѓутоа со правењето на стадионот е скратена малку, нема више 400 метри, ама може 300-230 метри да се направи со 4 патеки и за тренирање и за нас да остане, а да биде и за овој надпревар што ќе се организира сега во јули месец. И тоа треба да се финансира сега. Не се големи пари за тоа. Што ако се 200-300 илјади евра, тоа не е голем. Колку чини една атлетска патека? Како? Тартан патека колку чини? Па некаде на времето кажува околу 300-400 илјади евра. Така. Тартано да се постави. Комплетно со сите подложи? Да. Тоа не се големи пари за држава, нели? Меѓутоа тогаш го направи владата, го направи стадионот, тоа Пуик, да речеме, ние викаме Пуик, меѓутоа владата го направи тогаш атлетската патека. Ама еве сега за помош можеше да се направи тоа со војската, се договори и таму да се одржуваат тие надпревари наши атлетски, кога ќе има стадионот утакмици, концерти, ние можеме таму да организираме надпревари. Така да и за загревање за големи надпревари. Куп на Европа правивме на 10.000 метри пред 3 години. Загревањето, тоа беа тркачи, меѓутоа некој да ти скока со стап или да скока удалечина, мора да се загрева, не може на бетонот или на стадионот воен без јама за доскок и така натаму. А добро, во Македонија има, колку што ја знам, значи арената во Скопје има атлетска патека, Охрид мислам дека има. Да, Охрид не знам во другите градови дали има. Охрид прво Охрид беше добра, меѓутоа и таа е уништена више. И таа е уништена. Со 8 патеки, за да се држат големи надпревари треба да има 8 атлетски патеки, да. Имаше и во Велес. И во Велес имаше тартан еден, и тоа е уништено, таму фудбалскиот клуб сега има земено стадионот по него управување и така, и таму престана, а одржевме надпревари во Велес. Сега гледам Министерството за спорт прави атлетска патека во Гевгелија, што малку мене ме чуди, затоа што Гевгелија нема атлетски клуб, а таму се прави атлетска патека. Струмица имаше една атлетска патека, меѓутоа тоа не беше со тартан. Штип имаше на времето, јас кога сум тренирал таму, тоа беше 67-68 година, пред повеќе од пола век. Како и да е. Да. 68 година имало, сега нема, мислам, тоа е. И така да, има можности да се направат патеки, меѓутоа треба да има. Ние на нас па највише што ни треба. Еве, пошто 90% од надпреварите се држат во Скопје, треба барем да се направи еден атлетски стадион, да се има атлетиката. Тоа може да се добијат финансиски средства дури од Светската атлетска федерација, Европската атлетска федерација да ни помогне финансиски, доколку има собствен стадион Атлетската федерација. Да ни дадат термин, плац некаде, и може да се организира, ама да биде собственост. Никој, според кажи го статутот на Европска светска федерација, не може да финансираат они стадиони и патеки на држави, на влади или на нешто. Тоа ако е собственост на Атлетската федерација, може да финансираат, иначе вака нема. Така да ни треба еден таков стадион, а него од
од Борис Трајковски салата па нагоре празнина, тука шут фрлано од земјата со Скопје која се чистило. И има простор кај може да се направи една атлетски стадион. Кога спомнете кај тоа има и подобра идеја, значи нешто што нема да чини толку, за да се почне на таков стадион да се направи чисто атлетски на атлетска федерација, тоа би чинило можеби 2-3 милиони евра. Можеби. На тоа нафрлам јас. Добро, не знам може, меѓутоа и не мора толку. Зошто? Меѓутоа, На нас имаме... не треба некој стадион, големи трибини. На нас ни треба доле простор Друго само за сакам да ви трчање. кажам. Да. Значи, веќе постојат неколку пред некоја влада тамо, не спомнувам влади, меѓутоа државата направи 50 фудбалски игралишта. Од тие 50 фудбалски игралишта барем 30 стојат во Треба, Волку и нека не ни замерат сега гледачите, што ќе кажеме тоа пасат кози, овци, крави и така натаму стојат неискористени. Ене во Населби Илинден по мене ми се чини најубавиот спортски центар во Македонија. Ако сте биле тамо, тоа се на 1 километар имате 3 стадиона. 2 фудбалски, едниот е. Значи 2 фудбалски и уште 2 фудбалски. Едниот од Агенција на млади спорт што ги правеше порано и поранешните тие селски игралишта и си стројат и тие. Значи тоа може да се адаптира во фантастичен атлетски камп, атлетски центар. Само да се додаде атлетска патека, да се направат тие помошни, него каде или не ви пречи дали е тука или некој сака ќе тренира и тука и таму. Значи не мора да е се во центар лоцирано. Така е, меѓутоа има, ја викам само да се направи воениот стадион со 4 атлетски патеки за тренинг. Нема простор на воениот стадион. Има и атлетски патека, има. Ја знам дека има, ама мислам дека се колку се 4 атлетски патеки. Тој може да биде као помошен стадион за загревање. Ама токму тоа. Има таму и совлекувални на воениот стадион. Се може само. Вие немате на градскиот стадион немате. Немаме совлекувални, какви совлекувални? Немаше. А имате и јужна, и источна трибина, и источна, и западна, и северна. Сите треба да функционира. Седат празни простори, седат празни. Поранешен фудбалски клуб Вардар, така што ги имаше тие совлекувални, седат празни таму. А ние се соблакаме по трибините. Ама тоа треба да се реши. Сега треба малку и федерацијата да се ангажира малку повеќе, меѓутоа треба и Министерството за спорт да помогне. Па да, ама федерацијата треба да иницира. Не, некој треба да иницира. Јасно. Треба и ја мислам дека има понекогаш, дека беше Агенција за млади спорт, имаше иницијативи, меѓутоа. Ево јас лично сум модел. Јас лично сум модел со генералниот директор на ПУИК, барав со обликувална за мојот клуб 7 мај, полициски клуб 7 мај, барав и ајде, вамо, те одевте, викамете, тие со обликувални фудбалски клуб Вардар повеќе не ги користи, тие да не ги дадат. Те не се наши, те се не знам под друга фирма, те ова, те оне, остана така и што пропадна. Така. Ја лично сум барал, иницијатива сум правил. Ја на времето кога беше уште северната трибина, таму имаше фудбалски клуб Треска имаше едно време, ако се сеќавате. Добро. Со обликувални, па се замина, па јас за клубот сум правил таму со обликувални, ми дадоа. Носев летви, ковев, даски, лампери, купатила прави, ама дојде време да се руши и сето тоа отиде. Имате ли доволно оние помагала копја, да кажеме, летви за скоп, пречки, како се викате? Па добро, има тоа, не се кој знае какви, меѓутоа пак има, бар може да се тренира, да речеме, Душеци има добиено преку Европска федерација, ни помагат на федерацијата, имаме копија, понекогаш и сами си купуваат атлетичарите, спринтери си сами си купуваат, така да тоа толку голем проблем не е. Мене ми велам проблемот е времето на тренирање и за атлетичарите. Тие се ученици, се одат у школу, понеделник, вторник, среда, четврток, петок, имат нешто за учење, па нема да дојдат, а вака сабота недела може да дојде.
Меѓутоа стадионот тогаш е затворен и не знам, ако не ни се овозможи тоа, ја мислам дека атлетиката ме прашавте каде е. Тука е, меѓутоа не оди напред. Ситуацијата е очајна. Како? Очајна е ситуацијата. Па да ви кажам, така може да се каже. Не е, вика на времето, имате атлетска патика. Што атлетска патика, јако не може каде да се соблечам. Така. Да тренирам. Би треба прво собликувална да не се облечам. Ако не можеш да фрлиш копија на терен? Не може. Не може, тамо не дозволува. Ако не можеш ѓуле, диск? Нема кај да тренираш. Само може да трчаш, да скокаш, барем јама песок удалечина, скоку височина, душеците се пикнати под трибина тамо да не ги врне. И јас со мојот атлетичар најдобар ше у Македонија, скоку висто и Брајан Авија, не можеме двајцата да ги изнесеме, да ги наместиме, да завршиме тренинг и после да ги вратиме пак таму за саат и пол. Разбирате? Да, малку ме јас пак ти кажа вака. Рековте дека Министерство за спорт гради атлетска патека, што и да гради, во Гевгелија. Гевгелија, да. Да, дали е соодветно местото или не е соодветно, не влегувам во тоа, меѓу тоа гради. Убаво што се гради, ја не гради. Тоа ми дава за право да помислам. Значи, не можам да тврдам, нели? Меѓутоа да помислам дека министерот Борко Ристовски веќе има чувство дека треба нешто да се прави во таа смисла. Сега кој е така, тогаш дај малку Атлетската федерација треба да се заангажира малку повеќе според мене. Не, треба сигурно. Јас не сум во извршниот одбор на федерацијата и не знам на состаноци што се дискутира, што одлучуваат како. Меѓутоа, како тренер гледам што ми фали, што ми треба, разбирате. Така е. Али треба да се ангажират и да се направи таа релација, контакти за Дајте да направиме за младите деца, не за мене. Јас више меѓутоа младината да ја ангажираме повеќе во спортот. Како обстојувате финансиски, ме интересува? Па да ви кажам, и финансиски бевме така пред да дојде сега, пред да се формира министерството, имаше некои ваучери, па имаше големи проблеми. Не беа некои големи пари, меѓутоа пак не ни се дава на сметки на клубовите, туку ти дават ваучер по фирми, па молиш да ти го реализират, па некои фирми ќе ти го реализира, некој вика 20, некој 30%, некој 50 и тоа било стварно со силата тера да станеш криминалец. Тој што дава и тој што зима незаконски се криминалци. Сега оваа година мојот клуб 7 мај имавме 300.000, 5.000 евра за 23 година. Ваучерот не го реализирав. Не најдов фирма и ми пропадна. Меѓутоа фала на Борко Ристовски кога дојде најде некои средства, ни помогна, ни пушти пари, така да и ни се зголеми и сумата на тие ваучери. Така да се надевам дека и оваа година за 24-та дека ни е ветено дека ќе ни се дадат финансиски средства, така да 25-та. Во 25-та, ама за 24-та, нели? Тие бела за лани 23-та година. И така да добро, јас сум задоволен сега со финансиските средства што ги добив од министерството. Што можете со тие средства да направите? Што можете да направите со тие средства? Велите 5.000 евра биле, сега нека се 10, не е битно колку се. 10, толку 10, добивме 12, ја како трет клуб во Македонија. Што можете да направите со 10-15.000 евра? Па што можеме, јасно е, дека не може кој знае што, меѓутоа може да направиме, да организираме едни подготовки. Може да отидеме на неколку надпревари надвор од државата, во близина. Да купиме малку, да, едни подготовки во сала, едни подготовки ако направиме на отворено пред почеток на летната сезона и да купиме нешто опрема
Тоа е некоја ситна стипендија, ако можеме да дадеме по 50 евро на најдобрите, затоа што не може на сите, тоа е тоа. Меѓутоа, ние сме благодарни и на тоа што го добивме. Сепак е дупло повеќе од претходното. Не, во секој случај, и тоа не е како ваучер или ваучер. Не, директно не ги се средства, така. И само беше незгодно што ни ги дадоа у декември месец, на почеток или таму пред 1 декември, и законот па вели мора да се искористат средствата до 31 декември. А се наменски. За тоа толку просто, за тоа толку просто, за ова толку просто. И сега колку за месец дена да ги потрошиш да бидат законски, не може. Ќе бидат законски, нека има. Не, нека има. Па ни се продолжи до крај на март месец да ги користиме тие средства, така да еве јас со тие средства купив опрема. Организирав подготовки во сала во Софија за моите атлетичари, мојот клуб. Потоа стипендии почнав да ја давам помалку опрема, купив и на неколку надпревари ги однесов надвор во странство, пошто у сала ние тука немаме сала за атлетика. И мораме да одиме во Белград, у Софија. Рекол сте биле во Белград, во Софија, неколку надпревари. Како е соодносот на нашите спортисти и нивните? Па не, еве, како да ви кажам сега, ако пак ќе го земам и Брајан Авија и овие спринтерите, ако од цела зима тренираат у снег, на студено надвор, и кои ќе отидат во сала на надпревар, ако немат подготовки, ако не тренираат во исти услови, како може да се равна со тие што тренираат цела зима и цело во сала на топло. Затоплена сала. Па не може. Тоа е нормално, дека не можеме да парираме на нив. Мада имаме некои резултати, 2 метра и 2 сантима. Брајан има скокнато минатата година. А сега, пошто од десента немаше скокано воопште во височина цела зима, цела пролет и цела зима, скокна 198, значи 4 сантима помалку. Во некоја друга прилика, да, ќе ви кажев, тоа не е резултат кој што бара внимание, никако. 2:02. Да. Бидејќи и вие и јас знаеме дека пред 50 години Сотомајор скокна 2:45 и уште... Да. Добро, сега јас зборам за нашите прилики. Меѓутоа, сега кога ги слушам какви се условите во кои што нашите атлетичари тренираат, тогаш е феноменално ова што ми кажуваат. Па да, тоа е. Што, детето е младо, 2007 годиште, така да тој резултат за него е добар. Меѓутоа треба да се развива, да напредува, ама не можеме зимно време да тренираме у паркот по снегови, по дождови, без да скокнеш во височина, далечина. Можам да замислам Топич како скока. Цела година тренира. И Керка му е ги таму. Не, за Керка му зборам, Топич знаеме кровиш. Да. Не, па затоа викам, ама видите како си го направи тоа. Атлетскиот сојуз на Србија се договорија со Министерството за спорт, за одбрана на Србија. Министерството даде простор и Атлетската федерација на Србија и владата направија на сала, на терен и надвор стадион и внатре сала. Од 20.000 гледачи? Не зборам за таа. Таа е друга, ова е атлетска, само за атлетска сала е вамо кај над стадионот на Црвена звезда. И сега војската кога си има потреба си одат на тестирање, си тренираат, термини си има. Војската термини си имат клубовите и термини за рекреација. Така е. Си имат. И топло, фино, неубава сала е. Софија е послаба салата, таму е поубава. Сега, прво немаше таму, до салата, лани направија и атлетска патека со 6 патеки таму. За преку лето да може да се надпревара, не у сала, него 400 метри да трче круг, а не 200 метра како што е во салата. Сега викам исто тоа. Зошто не можеме ние со владата, со Министерството за одбрана и Атлетската федерација да го направат тој стадион што велам ја до арената Тошепроевски, воениот стадион за тренинзи, барем за лето. Зашто некој мора да работи.
Па треба да се направи, меѓутоа е. Зашто луѓе од Пуик треба дома да си одат, нели? А зимаат од секоја утакмица, зимаат на градскиот стадион во Скопје или Арена Тоше Проевски, се сите кираџии. Сите плаќаат. Ја Не е битно, сакам да кажам. Нема смисла јас да зборувам, меѓутоа испаѓа дека стадионот се полека кој ќе отидете натака сега да видите фирми таму со мотори околу стадионот можат таму да користат, ние не можеме со обликувални да имаме. Тоа не е во ред. Така. Дадени се простори за фирми, за мотор. Еве моторче има еден куп таму, можеме 20-30 надвор ставени. Значи стадионот е направен за спорт, не е за бизнис. И треба за спорт да се остави. На фудбалери, на ракометари, на атлетичари. Добро, а да ја прашам се нешто друго. Ова е се што државата би требало да направи, што би требало Министерство за спорт и слично, и Борко Ристевски, како прв човек на спортот во Македонија. Каде е тука МОК? МОК каде? МОК е вака, според статутот на МОК и Меѓународен олимписки комитет, тоа е здружение на национални федерации кои што не треба да бидат под капата на државата. Така е. Тоа е така, повелбата на Меѓународен олимписки комитет. Меѓутоа, пак во другите држави гледам блискоста на државата со МОК овде кај нас е малку поставени се наопако работите. МОК доби одредени финансиски средства за своја некоја активност, ако не е Меѓународниот олимписки комитет, тогаш не може да обстане. МОК не може да помага на спортисти, на спортски клубови, ако не е Меѓународниот олимписки комитет. Од државата се добијат одредени средства, ама тоа не се доволни за да може МОК да ни помага на нас како спортисти. Они се само како организатори, како посредници, да речеме. Тоа, кај нас е така поставена работата. МОК, сите спортистите што добијат некои стипендија таму, ги добијат од Меѓународниот олимписки комитет и преку МОК оди тоа. Така да и тука релацијата федерации Релацијата ми е нејасна. Не се пак добри. Релацијата ми е нејасна. Значи, што треба да финансира МОК? А што треба да финансира Министерство за спорт? Ако Министерство за спорт треба да прави стадиони, пример се атлетски, ако треба да финансира спортисти, ако треба да финансира клубови, ако треба да, како да кажам, да поддржи некој спортист кој што има шанси да биде некој нешто на следното надпревари, да се олимписки или така натаму игри, европско светско првенство и слично, атлетика. Сега, истото треба да го прави и МОК, ама од своји средства. Па треба, а меѓутоа немат финансиски средства Зошто? да може. Па зошто ја тоа не може да го тоа треба да се А од друга страна, да се реши меѓу влада и МОК. значи од друга страна, ова е тема на која што ќе посветам искрено малку поголемо внимание оваа сезона. Заради тоа што на нашите надпреварувачи им бараат норми за олимписки игри да заминат, нели? Да. Условите се вакви како што се никакви, а никој со мал прст не мрда, ни МОК, ни, ајде сега, Министерство не можеме да го кривиме, сега е формирано и еве, велиме дека нешто се прави. Да, не, сега се... Меѓутоа до сега, зборуваме. Со мал прст не мрда да му помогне на Стојовски, условно речено, нели, или на некој друго дете, кое што може за 4 години да прави некој резултат, да постигне норма, да ја достигне таа норма и да не одиме како дивјаци на олимписки игри со вајлд карти, заради тоа што, ете, за развој на спортот оваа држава не ја бива, него дај да ги земеме децата да не учествуваат. Значи, тоа ми е многу нејасна работа. Нејасна е, меѓутоа така е ситуацијата. МОК не... А во МОК се и минја. Да.
И миња точно, меѓутоа не може нивните програми, они се нивни програми, они што имаат планирано, ако нема доволно финансиски средства како може да планираат нешто, како и јас како клуб, што можам да планирам ако немам пари? Ја знам, толку ми се парите, можам да тоа. Тоа е тоа, така да и кај нив. Тоа е друга тема, кај што и мене не ми е јасно зошто е така поставено кај нас во Македонија. Сигурно во Србија, Олимпискиот комитет и владата на Србија се многу поблиски и повеќе средства се дават на МОК, за да ги покрај оние, владата што дава средства на клубовите, на федерациите и на МОК, за да може и тој да организира нешто да финансира. Иначе, ако нема доволно средства, што може да направи? Што ни е следно сега во надпревари? Кои атлетски надпревари? Не зборам за овие митинзи и така натаму, тоа се далеко од нас. Па не, кој ние, не сега сезоната ќе ни почне неке крајот на март месец, прв атлетски митинг, отварање на сезона го викаме на атлетска патека. Потоа имаме куп на Македонија во фрлачки, во скокачки дисциплини и така почнува. Некаде во мај месец ни почнуваат првенствата. Ние како атлетиката ни е поставена, имаме прво поединечни првенства, куп првенства, маратони, полумаратони, тоа се други, меѓутоа овие се купови. Значи, поединечно првенство за помлади пионери, постари пионери, помлади младенци, постари младенци и за сеньори. Поединечни првенства. Купови ги имаме за пионерски купови, за младенци и за сеньори. 3 купа се и така. И како се во текот на сезоната се распоредени по месеци и така е. Што не очекува сега, летово кај нас е најважно е тоа што ќе се држат Олимписките игри на Европа за млади. Тоа преку Олимписки комитет и градот ги бараа игрите во минатата година во Марибор и ги добија, меѓутоа не гледам нешто дека ќе очекуваме средства од Меѓународна атлетска федерација. Па меѓународна средства за тоа Меѓународен олимписки комитет, ако даде некој или европскиот, пошто се европски олимписки комитет. Без разлика, нека треба да даде. Тие се надпревари поважни. Јас, мојот клуб 7 мај, по денот на полицијата, 7 мај, ден на полицијата, и по тој ден јако го работев во МВР, по спортот бев таму и го формирав клубот таму. И му го ставивме името 7 мај да биде по денот на полицијата. Имате ли соработка со МВР? Па додека бев, не, сега слабо. Порано додека бев на работа, имав некои контакти, сега има полициска спортска федерација, така да не знам, немаме некои релации со министер, со тие институциите, меѓутоа го носиме името како полициски клуб 7 мај. И у клубот немам кој знае колку атлетичари и полицајци, меѓутоа имам 4 репрезентативци на Македонија, па и тоа треба. Па добро, во секој случај. Колку клубови има во Македонија атлетски? Атлетски на хартија. На хартија има 37-8, меѓутоа квалитетни кои освојуваат бодови поред таблицата на ИЕФ или пак според нашите пропозиции кои ги имаме во федерацијата, се 2-13 клуба што може да освојат бодови, а средства се дават на првите повеќе средства, нормално. Првиот добија повеќе, па вториот и така се намалува. Меѓутоа тие последните клубови како ќе живеат, како живуркат, они си знаат. Општините не е проблем. Да, во општините. Ке нас обично општините. Така да ја на 4 мај ќе организирам минатата година еден атлетски митинг, сакаме да остане атлетски митинг кој што ќе се распознава Скопје, како што го има Скопски маратон, и да има на атлетска патека. И лани му ставивме име да се вика Скопје 2024, оваа година Скопје 2025. А клубот 7 мај организатор, бараме финансиски средства да може да поканеме
квалитетни атлетичари, да може да се слушне некој рекорд да падне во Македонија, па да го чујат атлетските работници и федерации. И така да на 4 мај ќе биде тој митинг што го организираме. Ќе биде? Да. Се надеваме дека ќе ни се дадат финансиски средства да поканеме добри, ако не ќе биде само на наше ниво македонско и Добро, ме интересира, имаме ли електронски мерачи? Имаме електроника, имаме од федерацијата, ова е веќе втора или трета електроника, како се има до одредено време, пак се застарува, па нова, така да има за електроника, имаме. Тоа е добро, сето тоа, меѓутоа не е само електрониката. Ја велам, мене најважно ми е да имам кров над глава. Да имаме собликувални, да имаме терени кај што ќе тренираме. Тоа ми како тренер. А политиката не ме интересира. Не се работи за политика. Оваа емисија... Не, политиката како спортската политика. Не мислам оваа политика во држава. Оваа емисија и позната по тоа пошто отвара, како би рекол, спортски рани. Да. Многу работи почнуваме за да ги поттикнеме оние кои што се надлежни да размислуваат малку на таа тема. Не сме да направиме нешто повеќе, меѓутоа можеме да зборуваме за тоа. Да. Кажете ми колку број членови вашиот клуб? Па вака имаме регистрирано таму околу 25-6 атлетичари, меѓутоа не се толку квалитетни сите тие, некои се при крај на кариерата, некои понеквалитетни, али тие што носат бодови за клубот, така и нас во атлетиката на куповите треба да ако можеш да бидеш и прв, ако нема резултатот, ако не ти е добар, 0 бодови, така да квалитетни немаме толку многу, ама... А добро, рекордите на Елизабета Божиновска симнати ли се? Не. Кога ќе ги симнат? Ни на Божиновска, ни на Мачев. Тие се, јас во Југославија, тога што сум ги направил тие резултати, Божиновска 53-77, Мачев 46-23, додека беше кај мене, значи најдобри и беа најдобри во Југославија у свое време. Да, знам. Така да тие нема шанса некој уште да ги обори тие, бар може колку години, 81 и 82 е рекордот на Божиновска. Медитеранските игри 79-та Мачев го постигна во Казабланка кога бевме таму. Од 79-та до сега уште овој Стојовски малку му се доближи и тоа што работи горе во Белград, ама не може и он да го собори, така да за Божиновска уште положда. Уште нема па кој уште подалеку. Ај Стојовски му се доближи на Мачев 46-92, он има 46. А кој е сега рекордот, рекордот е на Божиновска, меѓутоа нони следниот, вториот по вредност? Па сега, ако ја иземеме Дрита Ислами, кој што е 400 метрашица на пречки, другите немат и испод 59 секунди немат. А Дрита има 55, не знам колку беше точно, меѓутоа до 53 таа е далеко. Ја претпоставам дека Божиновска рекорд е 53 и нешто. 77. Под 53 би одел на ваков тартан да трча сега. Да. Така, тоа беше олимписка норма и Мачев и Божиновска го има олимписките норми за олимписките игри во Лос Анџелес. Меѓутоа тогаш Југославија како Југославија, голема држава, и не само да исполниш нормата, него беше полуфинале. Ако не се проценката, ако не можеш да влезеш у полуфинале, иако имаш норма, не можеш да одеш. Оти многу исполнуваат. Сите имаат норма. Многу, како и сега во Америка, норми за 100 метри исполнуваат и може троица да учествуват, може да 10-20 души да исполнат норма. Меѓутоа идат само тие што така да и во Југославија беше таква ситуацијата. Јас имам тие две олимписки норми, у тоа време ги имам постигнато, а сега за жал сум далеко. Далеко сум, да имавме шанса со Ивана Рожман на олимписките игри учествуваше со вајлд карта во Пекинг и после тоа Олимписки комитет си донесе некоја одлука да не може еден кој учествува со
вайл карта да не може по втор пат. Ја имав, не се слагав со тоа, имав една полемика со директорот дека девојчето ако сега истрчало 12-0, а нормата е 11-40. За 4 години има шанса да биде уште подобра. Па и со вайл карта да отиде со 40, 11, 45-6 е поарно него со 12-0. Така да, меѓутоа, тоа е тоа сега. Не гледам и тука ми е малку... Не, велам, ова е тема која што бара многу дискусија, од причина што моето размислување како е. Значи, ако веќе немаш услови, најдобро би било кога би одиде само со норма. Ами ние сакаме норма така, да имаме. Меѓутоа, во ситуација кога немаш таков, да, не зборувам само за атлетиката. Да. Така и пливањето, така и по други спортови. Так. Ако немаш норма, тогаш дај нека одат оние со најдобри резултати, што е сега проблем? Ама така и е практично ти вайл картите ги дават меѓународните федерации. Јасно ми е. Речеме, ние во атлетика ти кажува, порано можеше двајца да одат со вайл карта. Најдобро машко, најдобро женско. И сега ти ако си бил најдобар ова година, после 4 години си уште подобар, и зошто да не одиш? Така. Па дајте ми подобар, ајде. Не, друго ја викам, треба убаво да се бара да се има норма, меѓутоа треба да се створат услови за норма. Ти не можеш мене да ми бараш да го сработам денеска да ископам толку ако не ми дадеш копач. Така. Или да бараш да направам норма, а не ми ствараш услови да можам да ја направам нормата. Ја не велам Олимписки комитет дека тоа, меѓутоа државата, сите ние сакаме да имаме норма. Господине Вучков, имаше минута-две. Нема проблем. Времето ни отиде брзо, разговор ни е доста интересен. Опативме прилика сега на финанси, услови и така натаму спортисти. Како можеме сега да ги ангажираме, да ги анимираме повторно училиштата? Од таму треба да црпиме, нели, кадар? Да. Не, треба ли тие мали олимписки игри повторно да заживеат? Па училиштата имаат надпревари. Има школски надпревари на ниво на општина, па после на ниво на Македонија и така ната. Се извинувам, тоа е под Министерство за образование или под Министерство за спорт? Не, Федерација за училишен спорт. Добро. Се вика тоа. Добро. Федерација за училишен спорт и таа ги организира надпреварите во општините, па и после на ниво на република. Има за другите спортови. Јас за атлетиката не можам да најдам. Иначе они си имат кошарка надпревари, школска екипа, ама тоа веќе. И од тие деца после клубовите ги повлекуваат по клубовите, меѓутоа ние во атлетика не можеме да имаме. Ние имаме само еден училишен надпревар републички кој го организираат и на тој надпревар треба да отидат од школото, ќе ги однесеш во општината, треба да си организира, па најдобрите од ова. Меѓутоа ја реков, таму во атлетиката победуваат тие деца што се од фудбал, од кошарка, од тие нема аер, нема ќар атлетиката. Нема аер, што е добар кошаркар, па дошол да скока височина, победил во однос на она дете кое што е пониско и што не тренирало воопште, тој ќе доминира. А зошто не се формира, не мора тоа дете? Тоа дете нека се бави со фудбал, ако тренира фудбал, нека се бави во фудбалската екипа. Па нема ограничување тоа. Па треба да ограничи. Нема ограничување, да речеме, оние што се регистрирани во одбојка да не може да учествуваат во атлетика, во скоку височина. Така, нека се играат одбојка, да. Во скоку, него да можат други деца да се појават. Да ги намираме други. Меѓутоа, секој сака да наставник да повеќе деца да му освојат медаљи на тие републички надпревари, па се ги зимат тие што му се веќе што тренираат во клубови. Така. Во секој случај очигледно дека многу работи се поставени на глава во овој спорт. Резултатите ни се, ќе се земам за право да кажам, според бројките ни се катастрофални, според условите ни се одлични што ги имаме. Меѓутоа,
Не знам што би рекол, кој би бил вашиот следен чекор. Добра работа е што еве Борко Ристевски нешто прави за атлетиката. Откако дојде Борко, финансиски сме Така. добри. Еве, видите се. Не, ви рекоте што се 10.000 евра. Ма не се многу, ама повеќе се од 5. Ама за мене па се Така, како така. добри тие. Еве се гради атлетска патека стадион, не ќе биде игралиште, не е битно како ќе го крстиме. Во Гевгелија може би утре ќе се гради, во Штипа ќе се гради, во Охрид ќе се гради. Не е битно дали имаме или нема, нека има што повеќе. Треба. Па еве ова е малку светло на крајот од тунелот е вако. Така. Е нешто на крајот од оваа емисија, некоја порака ваша да упатите до надежните, до младите, до не знам до кого, ајде. Да ви кажам, требаат младите не само за атлетиката, него во сите спортови треба прво пред се да сакат да тренираат и да се упорни. Без упорност ништо не бива. Ти може да си талентиран, супер талент, меѓутоа без редовно тренирање, без напори на тренинзите, без редовност не може да постигне добри резултати. А спортот е убава работа. Едно што ете секој сака, па и возрастни, па и тие немотни луѓе сакаат да потрчат, да вежбат нешто, камоли младите. А потоа имат шанса да излезат од државата, да одат на балкански, европски, светски првенства, олимписки игри, да го видат светот на сметка на клубовите, на федерациите, да не издвојат своји средства, те родителите не може да му обезбеде на некого да оди на олимписки игри со своји пари, тоа го обезбедува државата. И на крајот да си ја представува државата на. Да, тоа е и другарство стекнуваат, контакти со, еве јас имам контакти сега во Бугарија ме знаат многу, во Србија ме знаат многу, Хрватска сите што и сега да не користи, речеме, сме станали пријатели денеска на Facebook, па Ивица Мативиш беше селектор на жени кај што беше Божиновска, да не користи, Мачев беше селектор и другите во други клубови, во други, тоа е убавина, тоа е останува на животот. Ја кога одам по тие балкански, европски, светски првенства, најголемо задоволство не ми е јадење, пиење или што да сретнам човек, да направам муебет, тие што сум ги од младост што сум ги видел и сега да ги видам поново. Добро, ајде, јас се надевам дека оваа емисија нека биде почетна иницијативна каписла. Како ви рекли, ќе разговараме во текот на годинава, се уште зова, ќе поканам и други од областта на атлетиката, се надевам дека многу брзо и Александра Војнешка ќе биде па и следниот кој ќе биде после неа, не е битно. Треба, да видиме. Не, мора да се анимира да видиме што е, како е, мислам дека премногу е инертна федерацијата. Премногу е само задоволна на некој начин, ја не знам во што гледа задоволство, ако е ситуацијата вако како што е. Меѓутоа многу повеќе треба да се ангажираат. Во секој случај благодарам на Благодарам и на вас за поканата и ете, кажавме нешто за атлетиката и убави и лоши работи. Треба сега да се каже, не? Треба сега да се каже. Благодарам уште еднаш и се надам дека брзо ќе се видиме. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата Арена, се гледаме следниот четврток.